Добро утро, почитувани слушатели на единствената утринска политичка емисија во Македонија. Единствена затоа што сите други сакаат да спијат до касно, не дека нас ни е лесно секој утро да стануваме и да почнуваме емисија од 8:30, но едноставно, како што сите вие секој утро одите на работа и почињате од 8, 8:30, 8:20, така и ние одлучивме да го следиме вашиот ритам на живот наместо како политичките елити кои сакаат малку и да си поспијат. Агим, ти ги познаваш сите политичари во историјата на Македонија, си седел со сите, си соработувал со најголем дел од нив. Има стануваат рано, како се, шо луѓе се? Прво да бидам културен, да ти. Прво да кажем добро утро, македонски народе, душо на патена, 500 години турско, и една порака. Уште од турска амбасада да ни реагираат на ова, пошто тоа не е турско, отоманско е. Отоманско е, се исправивме. Да. Значи, пораката за денес, за петок, 6 декември, ано домини 2024, народе не се плаши, не се бои, се е во најдобар ред. Политичари, што ги знаеш, стануваат рано? Како, кој бе? Знаеш кој станува рано? Тој што не може да заспие, а кој не може да заспие? Тој со многу гревови. Тој со многу гревови и оној што цело време чека да биде сменето таму кај што е. Иначе, ако ти паднала секирата у мед, ма какви се јавуваш, а овие ќе закасно нешто, ја работа лево десно, нема везе. Он со некоја цуца у кревет загледал вчера. И така, иначе политичарите, види, од човек до човек. А апропо сум седел со сите, види, јас сум во политиката во Македонија 2 децени фул, а пред тоа чатпат. Што пред сцената, што поред сцената, што поред овој, поред оној, генерално као советник, као асистент, генерално потпалу на влада. Сум седел со Сергеј Лавров на маса, со папата сум седел, со Джордж Буш, велат дека многу поштел да попие Сергеј Лавров. Немаше време, на брзина беше таа средбата тогаш, имам слика на Фейсбук објавена. Аве, луѓе, ја кад сам седил со Лавровом, ви сте били утатени и така дали. Кој би рекол? Руско влијание преку Агим дека. Ма не, вели, ај што сум убав, и паметен со вака, малку нескромно е. И не чини многу убав да бидеш уроци, има ова, има она, има Назар. Знаеш како е? И затоа еве затнат сум вчера, некоја цуца ме видела, вика ушо е убав, и еве ме урочи денес. Шо направим? Наш гостин ова утро е политичкиот аналитичар Љузим Фаризи. Љузим, добро утро. Јас сум ова утро албанците не се 20% во студиото. Во емисија, Сунет ке ти правиме двојца против еден смеј. Значи не се 20%, туку се 66,666%. Лели, да му правиме ли Сунет, кажи. А македонците се 33,333%. Во студиото сме, ако гледаме така, во студиото сме, затоа што имаме техничар македонец, излегуваме 50-50 генерално. 50-50. Ама он е антички македонец, а ти си северджан. Кој е? Значи да, ние сме поделени. Да. Не дека вие не сте поделени, сега да се разбереме. Види, јас сум all-round играч, со турчин од турчин, со грк од грк, со бугар од бугар, со кој, што треба да бидам босанец, од денеска сум босанец. Јузим, како гледаш на овие последни меѓуетнички тензии? Беше тука Панче Тошковски, тој кажа дека уапсени се сите што го палеле македонското знаме, уапсени се некои што го палеле албанското знаме, а има еден од Кичево, јас се барам јавно ослободување на тој човек, тој ги запалил заедно македонското и албанското. За него стварно му пукнал филм. Му пукнал филм и мислам дека тој ги повредил сите чувства подеднакво и сметам дека тој човек треба да се ослободи. Не, тој бил најискрен од сите, најчесен од сите и најискрен од сите. Хајте едните, другите упичкувате. Да. Благодарам први за поканата. Добро утро до нашите слушатели кои на ово последно
работен ден на тие што работат само 5 дена во неделата и па не можеме да ги разбудиме тие кои не работат никогаш. Ме разбираш ли си земат плата што кажува ги во државната каса, така што особено сакам да ги поздравам таксистите, пошто тие највеќе не слушате реално. Да, таксистите не слушат. И Јузим, се ја имам обожуватели. за тебе едно трик прашање. Јас кога одам на работа, пошто мојата сопруга работи во центар, на студиото ни е во аеродрома, тргаме од Маджари и малци имаме една рута поголема за возење. И јас секој ден со бракејот можам да пресметам колку време, нели, ќе ми земе со се гужва, па и да ако врне, ако не врне. Но има еден ден во неделата кога има неверојатна гужва, тоа е само понеделник. Дали е можно некои луѓе од држава само понеделник да работат? Има, знаеш зашто? Масата која гледаш не е само скопска. Понеделнички сабајле доаѓаат сите оние кои што не живеат во Скопје, работат во Скопје. И тоа е дојка дојде да се убацат у филма, да се паркираат лево десно и онда животот ќе дале. Меѓутоа, тоа е само ради оние што надвор живеат, а доаѓаат у Скопје. Па тие секој ден доаѓаат у Скопје. Па огромен дел од нив доаѓаат у понеделник, си одат у петок. Тие скопјаните си одат дома. Ние немаме пред се и култура на возење во Скопје. Пример, јас еден ден одејќи на работа со Валја, едниот од Чаир, замислете, кај отидов на работа тука во Дебермало, и човекот е 20 таму поред на семафорот. Значи позади мене, јас 19, тој 20, таму жолто се прави, после мене одма свери. Сега не знам доколку на тој првиот или мене на 19-тиот. Значи на целиот пат, не само во Чаир, и во центар исто да го правиш, тоа не значи дека луѓето во менталитетот во нашата држава можат да се смеат. Истите дали е во центар или во друго место, така што без да ве навредам дека сте албанци. Не, без да ве навредам дека сте албанци. Порано имаше еден стереотип. Чекаве, ало, дечко. Без да ме навредам, што сте албанци, што сме мајмуни или Не. Него, пази што збориш. Горди. Но, не, што сакам да кажам. Порано имаше еден стереотип. Што му значи ова, пази? Сега ќе ти кажам. Брани себе. Сега ќе ти кажам. Без да ме навредам, извини. Порано имаше еден стереотип дека албанците возат по лошо, како да кажам, и кога ќе видевме не знам, Голф или БМВ со тетовски таблици, малку се плашевме генерално, но мислам дека сега ве стигнавме во лошо возење и сега веќе се плашам и кога ќе видам со таблици од Велес, со таблици од Штип, па и со таблици од Скопје, морам да признаем како еден голем мелтинг pot, веќе подеднакво лудо возиме сите во државава и ова е подобност на заедничкиот живот. Се повеќе личиме едни на други во возењето. Чаир по прашање на сообраќај е Кандахар. Чаир по прашање на сообраќај и сообраќај на култура, какви Кандахар бе? Кандахар е Манхетен. Ние сме таму у Чаир на една ливада огромна и една маса огромна е се уште на ливада. Па не е ни семафор, не е ни пешачки. Да, се извинувам, не ферма или не третира. Не третира, кој избоза не третира ни семафор, ни пешачки, ни ништо. Тамо е законјачек. И само преко гледало те гледа или отвора дека шо ме гледаш бе. И почели му абетот со шо ме гледаш. Знаеш како се има една изрека за некој велат, тоа е небитен као пешачки од Чаир. Небитен си ко семафор од Чаир. Да, Јузим, за ова меѓуетничко спојување се поголемо што го имаме. Да, значи, јас сега да врзам ново, да се повратам на прашањето. Да, на 28 ноември се случија некои работи односно дивлење на луѓето по улиците, што не требаше да се случи, особено во време кога ние сме ги надминеве тој период кога ние имавме недоразбирања помеѓу најголемите две народи во нашата држава, но тоа значи дека дел од политичарите, сега си кажувам на албанската страна, односно политичките партии кои се во власт и во опозиција, се борат помеѓу себе кој ќе биде
главниот во владата, Калиф уместо калифа. да, калифатот, така што некој на тоа што се случи на 28 се гордееше, некој се срамеше, но на крај тоа според мене не требаше да се случи. Проблемот е тотално во политиката, бидејќи во минатото ние не сме имале вакви действувања, може да имаш инциденти, но од помал обем, помал карактер. Така што во овој пат јас мислам дека овој од влијан малце се раскомотиле, односно вредите се раскомотиле во влада, заборале дека се застапници на албанците во Република Македонија. Тие се испотрча сите во Албанија да се одат таму да се слика, да се прават патриоти, како и секогаш, но ги забрала албанците тука дека младината се пак може да се злоупотреба од одредени центри, така што и така се случи реално. Чекај, ајде гледај ги другачи работите. Зашто мислиш дека може би, значи хипотетички зборам, и знаеле дека нешто ќе се случи, па за да избегнат одговорност, ја нисам био ту. Не сум Може био така? ту. Не, тие не размислува да толку. Јас ти гарантирам дека не размислува да толку. Нема тие Мислиш? мозок. Оние мислат дека албанците ќе се качат по коли, ќе се шетат. Толку. Значи, во минатото има една разлика што за жал можам да го кажем, јас сум најголемиот критичар на минатото. Но дои многу мудро, интелигентно игра реално во сите полиња, така што на 28 ноември секогаш на денот на знамето, односно на независноста на Албанија, на албанците тука од тоа што тие 364 дена чарувале од оваа држава, еден ден може да одвојат пари сите за да ги носат певачите или певачките од сите албански делови, односно и за младината, и за средната генерација, и за постарата генерација, односно повозрасната генерација, и да ги задоволат сите со еден концерт што ќе се случише во кај Скендербег, односно тука во Чаир. Ма тој се случуваше порано. И што праја? Тие го организира, како и да е, го блокира и патиштата ги блокира во тоа време, семафорите едно друго, но не им дозволя да дивлеат, пример, тие да се возат на црвена па да ги блокираат. Чекај, луѓе, тоа не беше прослава, тоа беше еуфорија. Има разлика помеѓу еуфорија и прослава. Прославата има позитивна конотација, филинг и атмосфера. Не, јас немам ништо против за тоа. Ова беше еуфорија беше. Со тебе разговаравме. И јас дури се залагам и државата Република Македонија да ги организира овие прослави за денот на албанското знаме, нормално како што доликува протокол на прослава на еден ваков настан. Се знае, си има македонско знаме, кој знаме на државата, до него си има албанско знаме, по пропис како тоа треба да изгледа. Ама филозофирате бош муабети. Си има, не. Си има пејачи, се обраќа премиер, се обраќаат министри. Прославата за денот на албанското знаме, ако толку им значи, а им значи очигледно на албанците во Република Македонија, не треба да биде организирана ниту од општините, не треба да биде организирана ниту од, како се вика тоа, од политичките партии, ниту од невладините организации. Таква прослава треба да организира владата на Република Македонија, која не представува сите, и македонци и албанци, и таква прослава треба да се организира со владин протокол. Така, вакви, како да кажам, активности ќе бидат не дестимулирани, туку едноставно ќе бидат веќе невозможни. Станува државен настан, мислам дека тоа многу ќе ги релаксира и меѓуетничките односи, затоа што албанците во Македонија ќе речат, видете, владата на Македонија го празнува овој ден, заедно со нас. Дојдете, бацам у чело, колку си паметен. Значи, тоа се согласувам со тебе, потпуно се гледам, ова е француско размишење, ова е космонаутско размишење. Зошто? Ако ти земеш во предвид дека една синтагма која Гоце Делчев ја искажала, тоа е дека светот е поле за културен надпревар меѓу народите, тоа може на едно ниво на свест во кое што сите во целата таа ситуација ќе гледаме позитивен амбиент. Ние овдека само гледаме како нешто да го злоупотребиме. Ама не, еве сега ќе кажам. Јас не можам да верувам од колеги наводни новинари која беше прославата за 8 септември
И Афрем Гаши викнал албански хор, нели? Пред собрание имаше Добро, слава легитимно. 8 септември. Легитимно. И луѓето во држава, еве, видете со албански песни слават наш празник. Ало, ненормални едни. Ова значи дека денот на независност албанците во Македонија го прифаќаат, го признаваат како нивен ден. Дојдете цунами едном, живте Значи си. не значи ова дека тие ни го зимаат нас денот на независноста, тој е на сите и тие живеат во оваа држава. Многу паметно, дете. Ама Луче, не знаеш, значи. како да ви кажам? Јас имам едно друго Абе, размислување. космонаутски размишljаш, ало? Тоа што го кажуваш ти е потпуно исправно. Значи, проклето си во право. Ама, кај живееш? И дек живееш, бе, момче? Јас мислам А иначе си проклето во право. сосема различно од ова што е денеска. Бидејќи јас мислам дека за албанци пример национален ден, односно национален празник, кој не работате 22, односно денот на азбуката. Јас мислам дека овие намерно го имаат направено тоа за да може два пати во политиката во минатото го имаат направено. реално Така. тоа, за да може два пати да се дивлеат реално во државата. Јас мислам дека албанците и во иднина политиката треба да размислува еден ден да биде, и јас мислам дека треба да биде 28. Знаеш зашто? На 28 сите ќе може да одат албанците да прослават кај сакат, кој сака да прослава во Албанија, во Косово, и така јас мислам дека тие луѓе кои сакат на таков начин да се изразуват, може таму да се изразуват во Албанија. Термо иди, качи се у кола, падни у кола, пак качи се за втор пат. Или не си во право. Јас сум да тотално сум можда јас не сум во право, ти Јас ќе како размислуваш друго. албанец имам право овде да правам што сакам. Се додека, тука има зајд. Се додека не повредувам, не навредувам, не Апсолутно. повредувам, не нарушувам нешто. Исто се- и ја као македонец Именно. немам различно. Именно. Знаеш зашто? Се Јас знаеш додека- што сакам вака да кажам. А, Што ти, ако идеш и се дивлееш и во другите држави, и таму ќе те казнуват. ако дивееш од други држави, нема те казнат, на клоци ќе те дигнат. Ти во Албанија да одиш да правиш да се дивлееш и Иди таму ако на имаш конци- газ да те видат. Не може да го правиш Нема, ни таму. Мислам дека у Тирана овде го праве, а овде што го... Во Тирана да запалеа македонско знаме, еве пример, да отидоа исто оваа група у Тирана и да запалеше македонско знаме, мислам дека за да нема ризик за меѓудржавни спорови и проблеми, Република Албанија ќе ги уапсеше веднаш. Значи да бидеме вака на чисто. Истото треба и ние да го направиме и го пази, правиме со сите имаше запалот тука е албанско тактички знаме. маневр на Тошковски кој се покажа како умен. Полицијата можеше истата вечер да реагира. Што ако некој тоа го очекуваше да има сукоп, Да, па тоа па беше да се планот. направи на уште повисоко ниво, уште по голема Во пеља да секој испадне. случај, дај да се приклучиме да го пушта тој од Кичево што Да. ги запалил двете знамиња. Еј. Мислам дека реално тој подеднакво сите ги повредува или не повредува. Не, сега пази, знам. тој ги запалил од еднашка двете знамиња. Да. Тој убаво рекол, носите се у пизду матерно сите. А ловлека му е. Значи, тој од Кичево треба да биде според мене ослободен од леснителни околности, ако треба петиција ќе Една собираме. улица у Кишево по него да се ига. Сега да не претеруваме, али мислам една петиција да направиме да го пушта човекот. Чекай бе, ми гори под ноги овдека, стално една работа се проткајува, еден искоментирал, нема да го вреđаш гостинот, јавно има каже дека Стајчече, дека е турчин, а не албанец. Ајде да расчистиме нешто. Јас сум албанец, не сум турчин. Имам побава некоја жичка тамо турска, зборувам перфектно турски. Со турскиот јазик сум пораснал, душе. Меѓутоа, јас сум албанец, не сум турчин. Шок, љунга, жуга, како сакаш викајме, јас сум албанец. Има Чао. и Бранко Мануеловски, пранешниот пратеник на ДУИ, се декларираше себе си за албанец. И на Маја Синадиновска, татко и како се викаше, Бранко Синадиновски. Тоа се несрекни случаеви, не знаеа да се бранат. Они беа затечени. Са сите рипна, прво она што мене не ми се пендиса е албанската страна која воопшто не стоеше доволно јако и цврсто зад нив, затоа што не зборува албански. Најголемата трагедија... Немаш кредите се реалност, постојат такви луѓе. Значи најголемата трагедија на албанците кои на луѓето кои не ја познаваат албанската култура е тоа дека тоа е народ со 3 религии, со 30 дијалекта.
со 30 различни региони во кои што амбиентите се сосема различни. Значи, албанскиот народ, генерално земане како популација, е една лепеза на мултикултура. И сега во тоа ти, ако гледаш дека ако некој не е како тебе, онда не е албанец, шие ми га джура. Јас ќе ја повлечам мојата црвена линија тука. Не можам да им оспорам ниту на двајцата, ниту на Матеја Матевски, познатиот македонски писател, кој исто така себе си се декларирал на крајот од неговиот живот како шкрет, односно знаел дека е албанец, тоа не можам да го негирам. Значи нив не може да им оспориме на овие луѓе. Според мене, имаат право, имаат и некаква историска и семејна подкрепа за сето тоа. Ама на еден Исмаил Јајовски можам многу да му оспорам за тоа. Колку е албанец, колку е македонец, вака со извинување на употребата на овој збор. Значи да, шкретите се реалност. Сум читал, сум истражувал многу за оваа културно-етничка група која некако ги поврзува двата етникума, и проблемото во Македонија е што наместо нешто да не поврзува, ние направивме тоа да не дели. Дали знаеш колку звучни имиња има кои се по потекло албанци шкрети? Да, има. Ако ги отвориме тефтерите, видиме голем дел па и од шкретите се декларираат себе си за македонци. Велат дека шкретите се македонци. Тоа е една работа која треба нас да не поврзува, а не да не дели, знаете. Да бе, у една емисија се бунеше Люли дека не му даваме збор да Ајде, Люли, певај што имаш. Ајде, има, ќе правиме ли држава? Мора првин да ти кажам, Лјупче, дека бевме заедно во емисија. Во Заспеко можеш кажа, да. И два пати не ми дозвола да зборам. Мене ми тргна со јадење бурек и не извршители ми го земаат телевизорот и не гледав. И му ветив дека веќе нема да се видиме службено. Директно провокативно прашање до тебе и ја ќе чутам, ти ќе збориш. Дали Македонија е веќе федерализирана земја? Опа, трт. Ајде, имаш ли гъс да одговориш? Да, имам гъс, бидејќи сум истражувал. Дали Македонија е веќе федерализирана земја? Не е веќе федерализирана држава. Македонија не може да биде федерализирана држава, бидејќи ние во 2001 година веќе сме се договорили за карактерот на државата, ето унитарниот карактер, кој ние сме подпишали договор, тој е рамковниот договор, и проблемите што ги има македонците и албанците, односно тоа што се буне секогаш албанците дека немаат права за гарантиране според меѓународните конвенции, веќе тие се инкорпорирани во уставот со 15 амандмани, и веќе ние таму сме се договорили за да се балансираме. А како да се балансираме за да го избегнеме федерализацијата, односно да го можно ли избегнувањето на федерализацијата? Јас мислам, да. Како? Со Бадентерот тоа е поминато веќе. Како прашање, исцрпено како прашање. Тоа што ти свесен си кај живееш? Јас сум тотално свесен кај живеам, но Бадентерот како механизам за балансирање на двете комунитети, односно на двете народи во државата, во институциите, особено на парламентот, тоа веќе е регулирана со устав и федерализација на државата нема да има. Јас мислам дека само Македонија која нема да постои, тогаш може да има федерализација. Опа, Милојко, сега си дошол на мој. Нема. Ајде, после ја ти дам одговор. Знаеш зашто? Да. Не може, ние сме одлучиле тука да живееме. Ние сме веќе член на НАТО, од едната ќе бидеме во Европска унија, која веќе нема да има формално граници, ме разбираш. Но мислам дека албанците како поминува време почна полека да го засакува државата. Ние знаеме точно дека во минатото албанците реално не го сакаа. Не ја сака државата, односно не ја чувствува дека истата е еднакво за сите, но како поминува времето, како албанците се инкорпорираат по институциите и така натаму, јас мислам дека таа веќе е надминато. Јас во една друга емисија ме прашуваше на албански еден ваш колега, Мефо, новинарот, што мислите дека дали албанците сакат дали одлучиле да живеат во оваа држава? Јас мислам дека политичарите одлучиле да живеат во оваа држава. Повторно ти забележам кога на прошла емисија. Не, може да ми забележиш, да, затоа сме во емисија за да вадиме пиштоли на крај. Слушај, не си во право. Пиштолот во
знаеш, во емисијата ми директно во ти беше тоа наместено. во мозокот ми се местеше почитувани таму. Не си го право. Еве зашто не си го Почитувани право. слушатели, албанци меѓу себе се караат да кјутиме ние сега. Има да чутите ко... Значи да најубаво не сега кажам. ние да се кјутиме. Слушај сега зашто и да не ги се оставиме. слагам со тебе. Значи- Лули, Ај поведи. значи апсолутен респект на твоите ставови, мислења, сметам дека си неверојатно паметен, интелигентен човек и господин човек пред се. Меѓутоа, по прашањето на одлучиле да живеат тука, не се согласувам. Дали риторичка можда ти е грешката? Можда пошто да. Истата забелешка ти ја кажав у Може една буквално со прошла преведување емисија. на од албански. Никој бе ништо не одлучило ова земја. Пази, имаш Македонија на територија онаква каква што е географски зацртана по GPS. НАТО вика јок менјање граници, унутра сте кој се затекнал ком цура ком опанци. Албанците се автохтони тука, они не одлучиле да живеат тука. Во држава Они се си. судбински врзани за ова тло и за овој простор. Где е заеб? Заеб е у томе што и македонците исто се на своја земја, на своја територија, куде ќе бега човека шаце русевски 4 на 4. И значи, кога сме веќе затекнати тука да живееме заедно, никој не одлучил да живее, него судбински е предодреден да мора да изнајде Имаше решение. една Кумановчанка одличен став за ова, Да. вели Не знам колку сум јасен. ризик јак, душа мила и да погинеш колку можеш ќе се спасиш. Јебем ли? Значи, И се слушај. тоа сме ние сите. Да. Значи, и предодредени сме да живееме заедно. Па И нема тука више циле миле, или имаме акал, или немаме акал. Ако немаме акал, никој не ни е виновен. не, еве сега, го гледав, има еден ужасен тренд на социјалните мрежи на TikTok, каде што децава Супермен се вика, каде што децава еден скока па го фрлаат и има 10 на 15 деца 11 со скршени рака, преска го скршени раци, има со фрактури деца. Еве, апел до децата, дај не бидете толку ненормални. И морам да ви кажам дека овој ужасен тренд е застапен подеднакво кај децата. Има голем дел од децата сега благодарение на овој чуден, нели, образовен систем, има дел од децата, особено од Западна Македонија, кои не ни зборуваат македонски јазик. Што сред Скопје што збориш? А јас Иди од таа страна на Вардар, јас- младината и познавањето Тоа на е проблем. македонскиот јазик е Тоа е катастрофално. проблем огромен, исто како што е проблем, пошто макар факултативно во Источна Македонија вие не може да го изучувате албанскиот јазик. А треба да живееме во една држава сите. Ме разбирате што сакам да кажам. Као што во Америка може да се обраќате на државата на шпански јазик, да речеме на хиспаносите може да комуницираат со државата на нивниот јазик, но шпанскиот јазик е изборен во скоро сите училишта во САД. Така што еве, го имаме тој модел. Зошто да не го земеме тој модел? Но прашањето ми е дали идните генерации, види сега, ние вакви такви со сите предизвици кои ги имаме, барем може да се разбереме некако, да седнеме да правиме муабет. Ама срамота е што поставуваме вакви теми И дали воопшто, идните човек. генерации воопшто ќе може да седнат и да направат муабет е прашањето. Ќе може, ама знаеш како ќе На може? англиски. Ќе може, тоа ќе биде чисто интересни зони ќе биде тоа. Тоа ќе бидат зони на комфор по прашање на екзистенција, бизнис, работа, функционирање и така натаму. Тие патриотистички приказни и така натаму, ќе остане во еден многу мал дел од страна, кои ќе пијат повторно по кафеани, ќе пеат комитски песни и другиве ќе пеат Скендербег и така натаму и така. Jer oni секојаш А ќе другиве постојат- на англиски комуницираат. Они секојаш меѓу ќе себе. постојат како употребна вредност. Принципот на функционирање на овие простори не е само на Македонија, него генерално на Балканот. По принципот дивидиет импера, раздели па влади, ќе функционира уште 600 години. Уште 600 години. Така да, таква проклетија сме. Таква проклетија сме што во 21. век јас и ти треба са бајле у петок у 8:30 да разговараме дали може да живееме заедно или Ама не. како ќе се разбираат? Јеботе, Не знаат мислам. јазик. Не знаат. Па не знам. Ниту па, едни и не знаат албански, Сега ниту се други враќаме знаат на она на македонски. Лули што му реков на Люзин Фаризи.
Еве, ја логично прашање поставам. Дали ние сме веќе сега може федерализирана земја? Да си ги запалиме. Не, али ги имаме сите ние можеме подготовки сега, за тоа. Агим, ние сега можеме. Јебете, ќорави, Ние бе, можеме сега да направиме војна. Можеме да си ги запалиме знамињата. Се може да направиме, така? Да. И на крај можеме да седнеме и да се разбереме. Е, вака, ќе си направиме муабет. Идните генерации, пошто очигледно јас се фрапирав на брифинг со претседателката која бевме, која ни кажа дека и дошле од во посета дечиња од Тетово, се договорила со училиштето нормално, идат во ке постаке председател деца од сите градови и вика, мене ми беше лошо, многу лошо се чувствував затоа што професорката ме преведуваше, вика, што сакам да им кажам на децата. Не разбира што сакам да им кажам на децата. И ми преведуваше наставничката, тие вика мене што ми кажува. Знаеш, Агим, каква е таа знаеш, проблем е ова. И утре тие деца ќе станат големи луѓе со своји интереси, животи, политички лидери ќе станат. И како ќе се разбереме Може се за збор каже нешто. Меѓусебно? Слушам јас. По закон имаш 20%, и моите 20, ти ги дам 40% имаш право денеска. Кажи Благодарам, нешто. сега денеска си високо. Само дај ми одговор. Не, право, но... Дали Македонија е веќе федерализирана земја? И еве, моево као пример. Елементите на федерализација се различни од тоа што ние може да бидеме Вие различни сте во чорави или не сакате го да прекинувате, зборувате вистината? не е така, бидејќи федерализација се знае како се прави. Како се прави? Тоа федерализација се прави врз основа на да се организираш политички. Што сакаш на хартија само уште, Да. ништо друго. Не, далеко сме од тоа. Ние кога не сме се федерализирали 2001 година, нема да се федерализираме. Веќе модалитетот веќе е најден. Јас не кажам Колку те плаќат дуи да збориш вака? Не сум да се помогне малце. Може за се и се што да го... Особено со тие криминалните пари што го украделе народот никако. Па некој рекла, ги немој да лажеш. Така што федерализацијата да се професионално да го образложам прашање, бидејќи не се сите правници во нашата држава или политикологи. Добро, но така еве што ова со јазикот. не може први да се федерализира, првиот чекор да се федерализира треба да се дели територијално државата. Прво е Она е поделено со децентрализацијата на власта. Вториот начин е треба да има дводомен парламент. Лепото, а што беше децентрализацијата на власта? Блев. Агим, може да ти кажам нешто за децентрализацијата. Ова ми е ука од еден универзитетски професор кој го нема да го именувам сега, но сметам дека еден од најинтелигентните луѓе во Македонија за политички. Зборам ќе ти кажам паузата која он ми вика. Најмал данок у Македонија, најмал процент на наплата, не само во албанскиот, и во македонскиот блок. Знаеш на кој данок има? У Скопје е хаос. Тоа е данокот на имот. Данок на имот у Македонија, карам каша е системот. Кај живееш, шо живееш, ти стига решение за данок, кај што не живееш 20 години и така натаму. Агим, знаеш кој го наплаќа тој данок? Локалната самоуправа. Кај нас се што е децентрализирано не функционира. Овој народ, не само македонците и албанците. Побегнавте од темата, мене он сака поентата ми камши беше централен. Без тоа ништо. поинако ми беше поентата. Добро. Не може да пак да се врати. Ајде, врати се. Сака да се врати. Постави и ти некој прашање, бе? Не. Агим, Не знам да децентрализација постава. во политички систем не е федерализација. Да. Тоа сакам да кажам. Ао, централната власт ја децентрализираш. Даваш по систем на крвни садови. Цела Западна Македонија, албански општини се, така ли е? Да. Што сакаш? Уште војна ми грозда да дојде овдека да повлече линија? Прво тие не можат заеднички никако да настапуваат како албански општини. А второ, ингеренциите на локалната Во даден самоуправа се момент. толку мали, ингеренциите на локалната самоуправа во овој момент за клучни државни прашања се толку мали, што локалната самоуправа буквално не може само да се наврата. Во даден момент Агим, он ти вика, Агим, чао. слушај, нема ингеренција. Слушај сега, ние сме... Ама сте наивни бе луѓе. Слушај, јас ти го објаснам на друг начин. И голман да ве брани. Зошто децентрализацијата е добро? Децентрализацијата е добро бидејќи општините може да гасират пари од страна на граѓаните преку давачките. И да имат моќ на терен. Да, и да имат и А моќ што на ти терен. кажува тоа? Не, ама јас не се согласувам, пример, јас како сум бил дете, ние сме имале многу образовани луѓе во селото, јас од село идам,
и едно од најпознатите селото во Југославија, тоа е било познато во смисла на космополитизмот од 2001 е познат во кое Македонија, село? во село Радуша. Тоа што е познато А ти си тој што правеше Белја. Белја, да. Да. Така што пример, јас во тој време ние сме имале еден најдобрите образовани луѓе во тој период 90 до 2000 година, можда пред војната, и можам да се гордеам со тие сограѓани, јас селанци што сум живеел, има многу образовани луѓе кои биле го образовале можда и целиот регион во тој период, но проблемот е што ние секогаш директор сме имале од студеничани. Ние директор сме имале од други краишта. Тоа централизација на власта. Наместо човекот кој е способно да дојде од средината на школото, политиката се мешала и го носила човек од таму. И Да сега биле луѓе на удба да ве контролира. Како? Не. Наивно. Не. Да се образложиме вака. Што ако дојде министерот? Причај ми причу. Еве обратното ќе ти го ставам. Полициски луѓе. Дозволи ме само до крај. Ајде. Пример, иде да беше тоа централизација. Иде министер цело време во Министерство за образование се имал албанец. Добро. И сега да го зема албанецот од Тетово, од некој село Бозовце, Шипковица, и да го носи директор на школа во Сред Штип. Зашто да не бе? А тоа не е федерализација. Што не? Не е федерализација. Види, ти да однесеш албанец Или по таква- обратно. Чекај, по Или таква обратно. линија да го донесеш у Штип као да директор. го носиш у Тетово. Чекај, бе, Или бе. е Елета, апла Ова полициски Радуша, силни ова заслуги Радуша големи твоево има. село било Или расадник, сега тој читам на за џабе не е Википедија. поставен таму Расадник. и обран. Не. Вие знаеш што, Ај, ама, од Радуша, најдија, знаеш оти се од ове, жителите на најдија. Радуша Кај кои живеете? села се настанети? Село Глоџи во подножјето на Шарпланина. Тоа од албанците од Радуша дел таму се иселиле. Македонците дел се иселиле во Побожје, Радичевци и Радишани е направено од жители на Радуша. Вие бре пола Балкан го имате Или создадено. Лазаров, пошто Постојано. запираш Дека сме го приватни снабдува со работи, кром цела Европа, да, тоа знам. пошто некој тука Но- Илија Лазаров чепка нешто приватно, прво да му кажам да иде нека прошета фино лепо три. Така што Чекај, стој. Војната Триша, тебе, чекај бе, овде ме нема да везе некој ставите приватно. војна му на Војна Кузмичев ти коментар. Будало е. Ајде, осте. Војната на Агим да не се пипа. Веројатно не е жива војна ти одамна. Или жива. Мојата војна се вика Грозда. Јавно изјавувам. Жена на Мумин Хаџич. Од село Гопеш Битолско. Нека не ми сере овој, нека ми спомна него Фатима, тоа ми е мајка, а ти тој Илија Лазаров. Носи се у 4 пичке матери. Ај, поле. Ајде, идемо да. Значи, точно војна му на Агим се вика Грозда. Да. Грозда И тоа- на. Грозда. 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 Од село Гопеш Битолско. Одиме со кратка пауза за реклами, по која малце Агим да го смириме од ова војна му што Илија ја Лазаров, повредија. Ама не се Значи- согласува со космополитизмот, ве гледаш. А? Со космополитизмот треба да се. И Па како вие се сте залутани у согласува? свемиру, надвор функционира црно-бела Знаеш, слика. вака, луѓе, ти си од село. Овие се филозофи, Слушај, не ти си сме од село, јас сум од село. Јебо. Ти Имам си од потегло- албанско село, јас сум од македонско село. Ја и ти нешто да се договориме. Ајде. Ние од село сме сите космополити. Проблем се овие граѓани, што Да. немаат излезено од овој асфалтот тука и секоја година загадувањето се поише и поише им го Ова беше суши мозокот. директно Значи ние Охридска треба финта, Скопјаничева ние песеничка. треба, ние Да. селаните треба да се обединиме и да им објасниме на ова граѓаниве што е меѓуетнички живот, меѓуетничка Па, луѓе ве направивме, толеранција ало, и бе. така натаму. Пошто проблемот е они подалеку од Тафталиџи и Дебармал, они не знаат да видат со носовите, ни аеродром им е периферија више. Слушај, Како да ти објаснам? Ќе вадиме пиштоли на крај, ај на пауза. Значи, за тоа ти викам, у нив е проблемот, не е во нас. Почитувани слушатели, останете со 98,1 гледате како селаните презимаат една градска скопска фреквенција. Се враќаме назад. Со мене се Агим Јонус и Љуѓзин Фаризи. Србија ја блокира во преговорите со ЕУ, еден од блокаторите на Србија е токму Бугарија. Вчера од Србија
образложение дека тоа е поради тоа што ја поддржувале Македонија. Тоа значи дека Бугарија стана фактор во Европска унија, како падна Анджела Меркел тамо, така што лека полека Бугарија се надметува како европска сила тука. И Макрон како ќе падне, најверојатно Која црна европска сила Бугарија? Замислете ако иде вака, на ваков начин да се движи Европската унија, најверојатно Бугарија и Руманија ќе бидат главни адути на Европска унија за да не сте во право, еве зошто. Прво, има една народна поговорка која е најадекватна за овој пример. Веле ти со туги перја можеш да се китиш, ама со туги перја никогаш не можеш да полеташ. Што сакам да кажам? Бугарија и Румунија цел живот ќе си бидат и останат Бугарија и Румунија. Лепи мои. Никад не може да бидат Француска. Арно, ама, игром случај влегува во Европа и они себе си дадоа еден сосема поинаков пиетет, као ние сме европјани. Немој, молим те, ти не гледај Софија. Иди по рурална Бугарија да видиш што се случува. Во Бугарија имаат проблем со роми. Човече, пола Бугарија се роми тамо. За нас многу е важно за да влеземе во Европска унија да има консензус. Тие ромите, тие селата тамо не се вземат во предвид, туку тамо се зема гласот. Сите европски држави кои се членовите на Европската унија имаат право на еднаков глас. Дали се Бугарија, Руманија, некоја друга помала држава, утре дена може да биде и Црна Гора како помала држава во смисла на народот, утре дена може да нам да не блокира. Па тука е таа порака со туги перја да се китиш, можеш, ама не можеш да полеташ, тоа е тоа. Така што замислете, првиот кластер го има отворена Србија и сега го вториот кластер не му дозволат да го отворат, односно да го блокира во процесот на Европската унија. Така што и на нам во Инина Љупче може да се случи истото, кога ние ќе утре ден да ги вметнеме бугарите во уставот и Бугарија пак да не блокира во некој ситно прашање, пример за некој претепан бугар во некоја кафана. Бугар е, молам, не бугар е малку навредлив збор. Бугар, извинете, може да јас се така се изразив лошо. Видете, но знаете како ова наметнување, еве сега кон Србија да речеме, ќе согласиме дека Бугарија не е тој што генерално ја блокира Србија. Србија има други причини зошто ја блокираат. Еве сега ќе почне Албанија, па ќе видиме до кај ќе стигне со преговорите. Постои ли еден генерален консензус за блокада на сите држави од Западен Балкан? Јас можам само една изјава дал Рикер, познатиот амбасадор кај нас, што изјавата беше следната, колку што го читав јас по медиумите, дека САД многу вложиле во Западен Балкан и веќе Западниот Балкан не е во агендата на САД. Тоа загрижувачки за нас. Пример, генерално, ако САД не го поддржува Западниот Балкан, особено во процесите на интеграција. И ако ние се интегрираме во Европска унија, но сепак американската агенда е ние да бидеме во тој кампусот на државите во Европска унија, не сега Западниот Балкан да го стават надвор од таа зона. Бидејќи тој е заеднички интерес, односно сите европски држави, односно држави кои се членови на Европска унија, сепак се ориентирани продемократски, тоа значи да проатлантски, односно просад. Така што ова е загрижувачка порака и ако се посмати и плюс државите да се блокираат помеѓу себе, комшиите да се блокираат, пример Бугарија да ја блокира Србија утре ден, пак Грција да ја блокира Албанија, така што таа политика ме води повеќе на оддалечување отколку приближување на државите кон Европската унија. Ајде, Аги, јас имам два прста. Учителке, може да кажем што? Ајде. Прво мора да одговорам на овдека на едни прашања кои се провокација, меѓутоа знам точно што сакам да им кажам. Ајде, навреди од некој Илија Лазаров, се чуди зашто го терам у пиздумато, македонски.
тебе престанете такви имиња да ставате. И што сум ја сега Шиптаровски, ако си ти Македонски, така ли? И пази му питање. Вика прашање за Агим, дали да поддржуваш унитарноста на Македонија и што да се направи да се сите срекни во МК. Некако и некојаш во Македонија. Ало лепото, прво стави име и презиме, а не Македонски, зашто иритира со тоа. Сега тебе Шиптаровски да ти одговори. Да не беше тоа така, знаеш, која ќе седев одека да губам време и нерви са бајле у 8:30 петок, никада може да ни тат. Тоа е прво. Второ, тоа што ти, твојата радиус на разбирање на ситни нешта, не ти е доволно широк за да можеш да разбереш по малку комплицирани нешта, тоа е исто твој проблем, тоа не е мој проблем. Трето, ако воопшто си го гледал, пошто имам филинг дека не си го гледал филмот Пред дождот на Милчо Манчевски. Еве ќе се обидам малку културно, пошто овде ми вика кога нема што да аргументи псуе, навредува, се кара, и ако може тоа културно да каже, културно со културни луѓе, ало дечко, а не ти мене мајка ми спомнуваш овдека. Значи идемо далje. Во филмот Пред дождот од Милчо Манчевски постои еден елемент кој е врвот на филмот. А ако воопшто сте го гледали, ако воопшто сте го разбрале доколку сте го гледале. Филмот Пред дождот од Милчо Манчевски има два страшни елемента. Првиот е вонвременската музика на Анастасија и второ е пораката на филмот. Кој е пораката на филмот? Тоа е единствениот добар филм на Милчо Манчевски. Кој е пораката на филмот? Сите други му се тапа. И едниот херој и другиот херој умреа, знаете од што? Од собствен куршум. А ако грешам, нека изгорам. Во филмот на Милчо Манчевски Пред дождот, девојчето албанка која се залюби во младиот поп, ја утепаа незините. Зошто е тоа така? И обратно. Значи, проклетијата наша не е во Агим што се курчи овдека што изиграва нешто. Немој сега ти зборови. Пардон, моја, што се прави фраер. И во такви какви што вие како некакви душегрижници на оваа Македонија го правите, а никој нема три чисти ни да искочи, ни да викне, ни да каже, ни да толерира нешто, ни ова, ни она. Радио Лидер е отворен медиум. Сите вие што сметате дека сте покултурни од нас, попаметни од нас, поспособни од нас, сите вие што сметате дека може да дадете некаков придонес за оваа наша Македонија, наша реков. И сега ти мене ме прашаш дали ја поддржам унитарноста. И иди ме види да не сум у друга соба, тамо не пишуј без везе, не троши бајти на телефон, будало. Значи, не, се нервирам. Не се нервирај, бе, Агим. Се нервирам. Дали поддржаш унитарноста? Не, тој може некој лажен профил значи, да македонски осетил каков си овакво лесен лесно запалив, некој со лажен профил од кој знае која партија формиран и вика да идете тамо напете го Агим, направите бум и фала до партиите ни прават везе, мени ово дојде и забаве петак утру. Еве, кај Саше ке те части пијачка Македонски, еве Шиптаровски да ти одговори. Да, ја поддржувам унитарноста на Македонија. Али, не со будалика од тебе. Абе, зашто така? Може, овој викат, кај Саше ке те частил пијачка. Кој ке ме шати? Македонски. Нека ми се појави, нека каже јас сум тој македонски. Ако има гс, нека и Саша, јас сум да инвентар тамо кај Шоте. Значи, јас сум тамо инвентар. Имаш ли гс да ми придеш и да кажеш јас сум тој македонски? Основни средства те пријавија у централен регистар. И ја ќе му кажам тогаш иди ви да не сум у клозет случајно, додај ми тоалет хартија. Чекај сега, уште ова. Пред да ја завршиме емисијата, Агим, Лангзам бе. Абе мава кер курав тебе. Ја млад сум да се нервирам, ми личи тебе на. Абе не му дававме на овој другиот да збори. Дали сметате дека ова што го прави Бугарија со Србија и со Македонија е лошо, двајцата и затвараме дуќан? Ајде, прва гостина. Блокадата на Бугарија кон Србија реално ќе ни дава ветер у грбот дека еве двете држави ги има блокирано на Бугарија, бидејќи на еден начин овие критичарите од опозицијата
нема да кажам само дека само нашата држава застана и Србија и дека треба да ги убедиме и нив дека таму се решава со унанимитет, односно каде со консензус, каде сите држави треба да дадат согласност за започнување со преговорите или продолжувањето на истите како е случајот со Србија. Така што и критичарите малце нема да се запнат само дека ние застанавме, застана и Србија и е многу добра лекција, бидејќи Србија ги почнува преговорите и застана, сега се блокира. А ние па не сме ги почнале преговорите. Така што и во иднина ние да ги ставаме, да ги да се повторуваме уште еднаш бугарите во уставот, тоа не е гаранција дека ние ќе ги продолжиме без да не блокира некој во процесот на интеграциите. Така што ние мудро треба да работиме во внатрешната политика. Ние можда првенствено мојата идеја е дека треба повеќе реформи да правиме на државата, на народот да им даваме повеќе можности, односно стопанството да има повеќе пари, тоа подразбира дека и граѓаните да имаат повеќе пари, да се подигне стандардот, да се намалат социјалните случаи и да имаме подобро образование, подобро здравство, подобри патишта, подобра инфраструктура, енергијата да биде поевтина и да го зајакнеме економијата и финансиите во нашата има добар држава. коментар, вели, ќе ни ги земат сега србите локомотивите. Затоа што кога дојде оваа власт, Македонија имаше вкупно 0 локомотиви, сега има 6 и сите 6 се изнајмени од Србија. Не верувам да не ги земат, Ајде, така што дека за биде тема Србија блокада. Значи, прво Бугарија, мислам дека не е тој капацитет и сила политичка за да може во рамките на Европската Унија да изиграва, да наречеме фраер. Мислам дека се ова е во некоја координација со некакви центри. Мислам дека дури и ова што Бугарија нам не го прави само. Хипокризијата која поминуваме не може да биде неподдржана во наш интерес од Европската Унија. Додека она ладнокрвно се во ова го жвака и вели па се морате така. Тоа значи дека си соучесник. Никој не чув да стане експлицитно и да каже ало, што ја зезате Македонија? Значи хипокризијата која минува оваа земја е копи-пейст квалитетна и функционална формула која се пренесува во моментов кај србите. Србите и бугарите историски не се сакаат. Прашање е сега кога бугарите, а на сметка на својот фраерлук, дека се европјани, ќе почне чепкаат по Тимочка краина, Не види. по Историски главната закачка Да. на србите и бугарите не е нешто друго, они биле многу блиски. Биле Например, дека не свателе грб. Не, Левски кој е основал Бугарија на споменикот во Софија до ден денес е у српска униформа. Значи да се разбереме, србите биле најголеми поддржувачи на Пријателju, бугарите. бугарите ги имаат продадено србите Они за 5 пари. За Македонија. Да. За Македонија ги имаат продадено. Значи главната закачка на овие на двете најголеми словенски балкански земји е токму околу Македонија и ние сме како да кажам жезолот на разделбата помеѓу нив, кој ќе го земе жезолот е прашањето, односно кој ќе ја земе Македонија. Во 2024 година се уште никој од нив ја нема земена Македонија. Тоа е. Значи, да поздравам нашата аудиториумска маса на луѓе кои се поделени едни не сакаат. Знаеш како ме најави и на ТВ Алфа? Како беше Лилити текнуе и како гостини се тој и тебе као плакове такови и вика и гостини агими они кои или го сакате или воопшто не го поднесувате. И ја овдека гледам дека бајаги луѓе не ме поднесуваат према коментарите. Ја мислам дека многу си опседнат со коментарите. Ја да бев опседнат со коментарите, никогаш немаше да стигнем до тоа. Нема, ти пуштам скриншотови со претњи, со зебам си го, Не се замарај. Уствари, народе, тоа си што си. Знаеш Ја што е не сум ти најбитно? крив. На улица кој одиш, некој те исплюкал, не, сите те љубат. Сите леле најпаметни, Еј, најубаво кажа. Ма какви?
Се селфи прави со тебе. бе. Па храбри се само овде се, што да ти кажам? Да. Храбри се само овде. Према тоа, на сите вие што имате лоши коментари, Агим да ви препоручи петак дан за метак и те дупите нешто и јајчо. Значи, и уште нешто, ве молам, Аги мај, еве, сега, ако него сакате, него сакајте, ама оставите ги мајка му, тетка му, Неме што ми спомна тука сега и име. Вујна му, Грозданка, ја спомнувате тотално непотребно, што е жената крива. Не, ја реков, Значи, рипа, типот, брани, пази, не погани, македонски имиња, абе конју еден, Вујна ми е стварно. Значи, Вујна му Грозда не е ништо крива за Агим, дури вие не да го спомнувај неќите. повеќе. Аги Моја да, грешка. имаат право луѓето што те критикуваат. Еве имаш пример Орел во главата, само со една глава, со две глави треба да имаш. За да Ова е покажеш дека камерата. си албанец. Да. Ти со една. Ама со една. А друго да не беше, тој немаше ни држава да имаш. Лјупче, чим го има со една Чао. глава, дека он е за унитарноста на државата, да знаеш, пошто да имаше две глави, ќе беше Па за добро, може и за Србија да беше, те имаат две глави. Ало, Значи, да го нема Агим, треба да го даунлоудирате, бе. Частна решение. Агим може да се спушти само од Замунда, пиратски. King of the Munda. Good morning, neighbors. Fuck you, му вика. Yes, you fuck you too. Само од Замунда може да го спуштите. Ајде, петак ден за метак, значи, чао. довидување, нешто, последен коментар. Музичка желба? Па немаме, дата база ни е само рок-н-рол. Јебохте, доја е. И вика, ние селски дејсани ова, не онај рок-н-рол ми глума тука. Ја, Па граѓаните слушаат сеца, ние селјаците мора да Пушти ја неправда. да го конзервираме рок-н-ролот генерално Љузин. Благодарам многу за вашата покора. народе, ние ве сакаме, какви год да сте. Ајде, чао. Мене ми е чест сегаш да гостувам во вашата емисија. Сите слушатели кои не слуша во ова утро, пиеле кафе или се возеле, или си правеле некој мобет со комшијата, или си работат на нивото работно место, им посакам да имат пријатен ден. Се надевам дека ова емисија беше, да не кажам, Агим пак 30, чита 40, коментари, не ми Ме се. шетат по 40% галерии, политички. ебот. 60 имаше по Либерте, Агим се караше со луѓето и бидејќи беше и нервозен и така Види, тоа ќе стабале, ни направи не е гледаност, добар нешто ќе со ставам сега здравјето, наслов. ти да оздравуваш, те посакувам да Агим Јас сам против народот. Јас сам се ја Слушај, карал. слушај. Како тоа бе, јас сам се карал. Ќе ставам наслов Агим против народот. Сега ти немој да го Давид, Давид. преведуваш тоа да го сватиш како албанска фраза да се караш, туку те кажам така. Да го нема Агим, треба го измислите. Ајде мрш. Чао. Почитувани слушатели, тука негде ја завршуваме оваа емисија на утринско еспресо на Радио Лидер. Се гледаме повторно во понеделник. Останете здрави и живи до тогаш. Уживајте, ослободете се, отворете ги умовите. И не се расправајте на социјалните мрежи, има постари луѓе кои ќе ви забележат.